Македонија е втора во регионот по број на заразени, односно смртни случаи на 1 милион жители како последица на COVID-19. Според податоците од пред неколку часа достапни на Worldometers, со 967 заразени, односно болни, Македонија е после Србија која брои 1284. Со 56 смртни случаи на 1 милион жители е на истата позиција само после Романија, каде се регистрирани 63. После нас се Босна и Херцеговина, Словенија, Косово и Хрватска. И додека по црните параметри сме на врвот, во однос на тестирањето сме долу, односно 9 по ред, со спроведени 12.403 тестови на 1 милион жители. Тука лидер е Словенија, па Србија, Романија. Комбинацијата на параметрите доволно зборува за тоа колку е исправна стратегијата на власта за справување со ковид кризата. И со вакви бројки Македонија се подготвува за избори. Истовремено за избори се подготвува и Србија во втората половина на јуни. Одредени партии во српската опозиција не се сложуваат со брзите избори и не стивнуваат критиките дека нашиот северен сосед оди во погрешен недемократски правец. За ваквото однесување реагираат и европарламентарците. Имено 11 члена на Европскиот парламент од групата Европска обнова, во која има и членови од партијата на францускиот претседател Макрон, испратија писмо до еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј, во кој предупредуваат на недемократскиот амбиент во кој се планирани српските избори. Ние сме длабоко загрижени поради тоа што се чини дека станува се поголем јас помеѓу изјавите и заложбите направени од српските политички власти и реалноста во врска со исполнувањето и почитувањето на ваквите обврски, напишаа европретениците од третата најголема група во Европскиот парламент. Ке интервенира ли можеби Брисел во спречувањето на изфорсиран изборен процес и кај нас? Колку тоа ќе ги промени нештата, дури и да се случи, ќе се знае наскоро.